Црвениот крст одбележува 80 години. Прекршоци за викенд, 1363 создадени проблеми. Европската централна банка најавува нови евра. Никуш Ордан нов председател на Романија. Шимпанза користат растенија за лекување. Странски туристи го наполнија Охрид за викендот. Црвениот крст на Македонија денеска слави 80 години од основањето со свечена академија во Македонскиот народен театар во Скопје, под покровителство на председателката Гордана Силјановска-Давкова. Настанот започнува во 19 часот и е во чест на долгогодишната хуманитарна мисија на организацијата. Основан во 1945 година, Црвениот крст функционира самостојно од 1992 и од 1995 е член на Меѓународната федерација на Црвениот крст. Организацијата обезбедува прва помош, здравствени и социјални услуги, помош при катастрофи и поддршка за ранливи категории, активно промовирајќи хуманитарни вредности. Изминатиот викенд инспекторите регистрираа вкупно 1363 прекршоци во различни области на контролата. Најчесто забележани се прекршоци поврзани со јавниот ред и мир, непрописно паркирање и неисполнување на законските обврски од страна на фирми и поединци. Активностите на инспекторите беа насочени кон подобрување на безбедноста и уредноста во јавниот простор, како и кон санкционирање на прекршоците кои влијаат врз квалитетот на животот на граѓаните. Продолжуваат редовните контроли со цел да се намали бројот на прекршоци и да се одржи јавниот ред. Европската централна банка планира да ги донесе сите клучни политички и правни одлуки што би овозможиле лансирање на проектот за дигитално евро до почетокот на следната година. По усвојувањето на регулативата, се очекува дигиталната верзија на европската валута да им стане достапна на корисниците во рок од 2 до 3 години, изјави членот на управниот одбор на Европската централна банка, Пиеро Чиполоне. Дигиталното евро ќе функционира преку електронски паричник гарантиран од Европската централна банка, додека оперативното управување ќе биде во рацете на комерцијалните банки. За разлика од традиционалните платежни картички, дигиталното евро ќе им овозможи на корисниците да поднесат директни побарувања против самата централна банка на еврозоната. Средствата ќе бидат функционално и безбедносно слични на готовината, што значи дека граѓаните ќе можат да го користат дигиталното евро за онлайн и физички плаќања без посредници и без отворање банкарска сметка. Се очекува максималниот износ што корисниците можат да го држат во дигитална форма да биде ограничен на неколку илјади евра, со цел да се спречи дестабилизација на комерцијалниот банкарски систем. Оваа иницијатива е дел од пошироката стратегија на Европската централна банка за адаптација кон дигиталната ера и обезбедување на безбедни и ефикасни платежни решенија за граѓаните на еврозоната. Новиот председател на Романија, Никуш Ордан, математичар школуван на Сорбона, е познат по својот активизам против неконтролиран развој на недвижности и корупција пред да влезе во политиката. Опишан како смирен и методичен, Дан често бил забележан како ја носи својата ќерка на училиште. Неговиот прв голем предизвик ќе биде брзо формирање на ново владеачко мнозинство и назначување на премиер за справување со најголемиот буџетски дефицит во ЕУ, со цел да се избегне намалување на инвестициската оценка. Дан е силен поддржувач на членството на Романија во ЕУ и НАТО и вети борба против корупцијата, истакнувајќи дека поддршката за Украина е клучна за безбедноста на земјата. Вистина е дека шимпанзата користат лековити растенија за да се излекуваат, покажуваат најновите истражувања од Универзитетот во Оксфорд, во соработка со локални експерти од шумската област Будонго. Научниците снимиле случаи каде овие примати нанесуваат растенија на сопствени или туги рани, користејќи ги како природна прва помош. Ова откритие се надополнува на претходни истражувања кои потврдија дека шимпанзата свесно бараат и јадат одредени билки за самолекување. Вистина е дека ваквото однесување не е ново, истражувачите собрале децении теренски забелешки, датирани уште од 90-тите, кои откриваат богат репертоар на хигиенски и лековити навики кај шимпанзата. Според истражувачката Елоди Фрајман, ова однесување вклучува жвакање на растенија и нивно нанесување на рани, не само кај себе, туку и кај други членови од групата. Доказите сугерираат дека приматите како орангутаните и горилите исто така користат природни средства за одржување на здравието. Вистина е дека овие наблюдувања можат да помогнат во идентификација на нови, природни лекови со потенцијал за примена кај луѓето.
Вистина е дека оваа појава ја потврдува сложеноста и интелигенцијата на приматите во нивната способност да ја користат природата за здравствени потреби. Истражувањата покажуваат дека шимпанзата не само што случајно ги користат овие растенија, туку имаат и специфични навики и техники за нивна употреба, што укажува на културно пренесување на знаењето во рамки на групите. Вистина е дека учењето од приматите може да не доведе до нови откритија во фармакологијата. Приматите живеат во природна средина каде што се соочуваат со многу предизвици и болести, па развивањето на способности за самоизлекување е клучно за нивното преживување. Со разбирање на овие навики, научниците се надеваат да откријат активни состојки кои можат да се користат за развој на нови медикаменти. Вистина е дека ова истражување ја отвора и темата за еволуцијата на медицинските знаења и практики, што не е само ексклузивно човечка способност. Наблюдувањата на шимпанзите и други примати укажуваат дека употребата на природни лекови може да била присутна кај предците на човекот уште пред илјадници години. Вистина е дека документарните снимки и теренските записи од шумската област Будонго имаат големо значење за наука, бидејќи нудат уникатен увид во животот на шимпанзите и нивните стратегии за справување со болести и повреди. Овие податоци овозможуваат и подобро разбирање на нивното однесување и социјални врски. Вистина е дека идните истражувања треба да се фокусираат на детално проучување на растенијата што шимпанзите ги користат, како и на нивниот ефект врз здравието на приматите. Ова би можело да резултира со откритија кои ќе ги подобрат современите терапии и ќе донесат нови начини за лекување на разни заболувања. Охрид денес беше преполн со туристи од Германија, Турција и многу други земји, кои уживаа во прошетка по кејот, стариот дел и центарот на градот. Сонцето и пријатното време беа совршени за кафе, ручек и создавање убави спомени од градот под Самуиловата тврдина. Според Државниот завод за статистика, во март годинава Македонија ја посетиле 70.902 туристи, од кои 55.270 биле странци. Најмногу бројни биле германците, потоа турците, французите и грците. Угостителите во Охрид веќе подолго се подготвуваат за нова успешна летна сезона, надевајќи се дека ќе се повтори минатогодишниот рекорд. Црвениот крст одбележува 80 години. Прекршоци за викенд, 1363 создадени проблеми. Европската централна банка најавува нови евра. Никуш Ордан нов председател на Романија. Шимпанза користат растенија за лекување. Странски туристи го наполнија Охрид за викендот.